Без паника, префрлање на задачите на други служби, лично со целосна организација на зимската служба, постојните ресурси, јавното претпријатие Комуналец Кавадарци, за многу краток период градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев обезбеди целосна комуникација на сите населби во општина Кавадарци, а пред се ридско-планинскиот дел кој гравитира кон Кожув планина. Додека сите беа преокупирани по новогодишното славје, Јанчев со расположивите кадри и механизација беше на терен и лично раководеше со обемна операција, чија главна цел беше нормализирање на сите патни правци во општина Кавадарци со нагласка на селата во Подкожувскиот регион. Висината на снегот изнесуваше од 1 до 1,5 метар и во ваква ситуација неопходна беше брза и решителна интервенција. Прво заради луѓето и стоката кои се наоѓаат во селата, а второ заради нормализација на животот. Со булдожери беше исчистен патот Бојанчешти Комуничови кон Опишти Лукар со цел лесно движење и непрекинато водоснабдување од страна на ЈП Комуналец. Треба да се каже дека работата на луѓето на оваа делница кон Лукар беше исклучително сериозна и опасна, но мораше да се заврши. Треба да се знае дека овде постоеше опасност да замрзне водата која се слева по решеткастиот дел на изворите, а со тоа граѓаните на Кавадарци, Неготино и Росуман да останат без вода, како што се случи пред некоја година при слично невреме и ниски температури. Потоа два големи трактори со нож и соларка работе на патот Мушовгроб Мајдан и на патот Мајдан Рождан. Две возила на зимската служба на општина Кавадарци ги пробија правците кон Страгово, Крњево, Бокула, Бојанчешти, Гарликово и Чемерско. Оспособена е локалната делница од регионалниот пат Мушовгроб Крњево до летовлиштето Михајлово, каде 50 деца од Скопје престојува на зимски одмор и овде се вложени надчовечки напори за да се совладат навеви од над 1 метар снег. Да напоменеме дека две возила на Македонија пат во исто време го чистеа патот Кавадарци Мушовгроб. Инаку во исто време, додека во првата фаза се оспособуваа патните правци за комуникации, беа активирани другите возила кои вршеа посолување и додатно чистење на патиштата, така што за 24 часа Кавадаречкиот планински регион стана комплетно достапен за сообраќајна комуникација на луѓе, механизација и возила кои доставуваат храна, намирници и друга стока за жителите, а службите кои действуваат овде на терен можеа нормално да си ја вршат работата. Зимата 2014-2015 во слична состојба која ја причинија снежни врнежи во Кавадарци беше прогласена воредна состојба, а за дотурна храна во некои села беше ангажиран и хеликоптер. Градоначалникот Митко Јанчев без ничија помош, со постојните ресурси, пред се со добра организација и квалитетен пред се стручен кадар, успеа да го нормализира животот во цела општина Кавадарци, па така граѓаните во мирна атмосфера можат да го одбележат и Бадник и Божик, нашите најголеми христијански празници. Во низинскиот дел на општината граѓаните немаа никакви проблеми со снегот. Зимската служба навреме си ја заврши својата работа.